Долгите колони со камиони и чекањето на македонските граници со часови стануваат минато откако македонската царина воведе електронски транзитен систем. Овој софтвер што го финансираше Европската унија овозможува сите хартиени транзитни декларации што се поднесуваат при влез или излез од земјава да се заменат со една електронска. Сега македонските цариници зборуваат идентичен царински јазик со своите европски колеги. Весна Коруновска, шеф на царинската испостава во Дојран, вели дека повеќе не ги задржуваат превозниците на граничните премини, бидејќи единствени царински документи важат во сите земји членки на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка, меѓу кои е и Македонија. Сега нашите царински испостави се дел од европската мрежа на царински испостави, која сочинуваат околу 3000 царински испостави од 34 земји во Европа, вклучувајќи и Република Македонија. Правилата врз основа на кои што работиме и прописите се идентични во сите царински администрации од земјите членки на Европската унија, земјите членки на ЕФТА и Турција. Од царинската управа објаснуваат дека електронските транзитни декларации значително го скратуваат времето на чекање на граничните премини. Порано годишно се поднесували и по 360.000 хартиени царински декларации. Самиот електронски систем проверува дали декларацијата е правилно пополнета, доколку е, ја прифаќа, доколку не е, го сугерира на шпедитерот кои измени треба да ги направи. Со тоа значително се скратува времето на подготовка на царинската декларација, но истовремено се штеди и нашето време затоа што можеме поефикасно да се посветиме на работата и возилата да бидат ослободени побрзо. При увоз на стока, податоците за возилото и стоката се расположливи во електронскиот систем, уште во моментот на прифаќање на транзитна декларација во појдовната испостава во земјата на извоз. Тоа ни овозможува да знаеме се за таа стока која што треба да пристигне, пред физички да пристигне во Република Македонија, со што може да планираме и да одлучиме дали ќе вршиме преглед на стоката или истата ќе биде ослободена во моментот кога ќе пристигне во Република Македонија. Превозниците велат дека за нив најважно е да нема задржување на граничните премини за да може побрзо да вршат транспорт на производи од Македонија. Со новиот систем е олесната работата со тоа што не се губи време на царина. Шпедиција не мора да влегуваме во терминали, него проаѓаме низ граница. Освен во Србија, каде што уште не важи тоа, значи со истиот документ што го земаме од грчките шпедитери, например ако се врши транспорт од Грција до европските земји, со истиот тој документ одиме до местото на истовар. Немаме шпедиција, немаме царина. Превозниците велат дека порано се случувало и цел ден да се задржат на некој од граничните премини, што никогаш не било случај во некој од земјите во Европската унија. Директорката на царинската управа, Наташа Радевска-Крстевска, вели дека побрзиот транспорт на производи што го овозможува новиот електронски транзитен систем, ја зголемува конкурентноста на домашната економија. Дополнително значајно пристапувањето кон конвенцијата е што овозможи олеснување и забрзување и секако поевтинување на трговската размена со нашите најголеми надворешни долгорочни трговски партнери, тоа се пред се некои земји на Европската унија, но секако и ЕФТА земјите и Турција. Овозможи олеснување, забрзување на транспортот до коридорите 8 и 10 и дополнително им даде на меѓународно значење. Овозможи да се подобри рейтингот на Република Македонија во извештаите на неколку доста значајни меѓународни институции и секако да се подобри инвестиционата клима во Република Македонија. Проектот Нов компјутеризиран транзитен систем и поддршка за негова примена, Европската унија го финансираше со 3 милиони евра. Царинската управа почна да го имплементира овој систем во 2011 година. Целосно се применува од јули годинава.